на Аграр преска гледав луѓето одат таму по селата кај што луѓето се занимаваат со земјоделие. И ги гледав луѓето што зборат. Значи тоа е една невидена мука што ја трпат тие земјоделци и многу ми е жал што ги лажат, упорно ги лажат, кој како дојде ги лаже, вака ќе биде, таа ќе биде, подобро ќе биде. Имаше еден дечко од 29-30 години, си чува овци, стотина, збореше за тоа како министерот, премиерот ветиле дека ќе има по 10.000 евра неповратна помош од државата за сточари и вика ја аплицирав и мене ме одбија. А детето си работи само, млад земјоделец, за млади земјоделци ќе има. И вика даваат на луѓе кои што не знаат ни куче, ни маче, ни крава, ни коза, ни овца што е, им даваат на нив, мене не ми даваат. И вика ја ќе поработам уште малце, ако не бива, ќе си бегам и ја нагоре. Сите си отидоа, ќе си одам и ја. Други имаше пред тоа збореа за прас. Значи ваат прас, 30 главици прас у сноп, врзани 200 денари ги продаваат. На пазар 400. И вика дојдоа тука, вика имаше сега празијада кај нас, беа тука, јадеа, пија, вика и си отидоа и премиерот и министерот. Ништо не ги интересира, ништо не. Јас сакам да им кажам на луѓето што се занимаваат со земјоделие. Не постои подобра алтернатива од фондови за земјоделие и развој на аграрот од фондовите на Европска унија. Значи Европска унија ако е фокусирана на нешто, тоа е на зелена економија, зелена индустрија и на земјоделие. Ако е на нешто фокусирана, Европската унија е на тоа фокусирана. И кој да ве лаже, што и да ве лаже, да знаете дека кога ви вика дека подобро е они да ви дадат пари него Европска унија, да знаете дека ве